Битолскиот камерен оркестар DJ Filler и повеќе македонски музички поп-рок звезди се подготвени за 4-часовен концертен спектакл кој на 20 мај ќе се одржи во Скопската арена Борис Трајковски. Во пресрет на концертот, диригентот на Битолскиот камерен оркестар Владимир Димовски изјави дека очекува полна сала во Скопје, исто како што минатата година беше полн градскиот стадион во Битола. Старс Симфони е проект спектакуларен настан кој продолжува по концертот одржан минатата година на градскиот стадион во Битола, која беше проследен од 5000 посетители. Овој пат на барање на скопската публика одлучивме да одржиме концерт во Скопје. Првиот дел од проектот содржи MTV хитови од 80-тите и 90-тите години, а потоа ќе настапи DJ-от Filler во наша придружба, посочи Димовски. Во пресрет на гостувањето во Скопје, германскиот DJ Filler најави дека публиката ја очекува прекрасна музичка ноќ. Големо е задоволството да се настапи во Македонија. Привилегија да се музицира во Скопје и очекувам прекрасна музичка ноќ. Се надевам на повеќе концерти низ Македонија, бидејќи ги сакам луѓето, љубезно сум прифатен и со задоволство доаѓам да бидам дел од големиот концерт, посочи Филер. Во арена Борис Трајковски на 20 мај заедно со Битолскиот камерен оркестар I We Connect ќе настапат македонските поп-рок звезди Андријана Јаневска, Нада Талевска, Викторија Лоба, Јана Бурчевска, Полина Тасева, Лара Иванова, Ана Петановска, Кристина Жешкова од Бугарија, Јасна Димитровска, Гора Наумовски, Огнен Димовски, Мила Николовска, Теодора Матевска и поп-рок хорот Битвокс. Според извори блиски до Бекамови, Никола Пелц е главниот виновник за влошениот однос на Бруклин и родителите, таа го далечила од нив, но и од сите пријатели. Дејвид и Викторија ја споредувале и со Меган Маркл, која го далечи принцот Хари од кралското семејство. Веќе извесен период е очигледно дека Бруклин Бекам не е во добар однос со неговите родители, а одлучи да го пропушти и 50-тиот роден ден на татко му. Првично се шпекулираше дека причината за раздорот меѓу семејството е новата девојка на брат му Ромео. Имено тој бил во врска со девојка која му е бивша на Бруклин. Сепак, сега некои извори тврдат дека сопругата на Бруклин, Никола Пелц, е најголемиот виновник во целата драма и дека токму таа го далечува од семејството. Бруклин и Никола планирале да одат на Мет Гала во Њујорк, но минатата недела сепак беа во Лондон, каде што Дејвид го славеше роденденот, но не се појавија ни на роденденот, ниту пак на Мет Гала во понеделникот. Бекамови знаеа дека Бруклин сака да оди на Мет Гала, но тоа не беше во Лондон и сепак не отиде на роденденот, го повреди Дејвид. Бруклин и Никола се немаат појавено на ниту еден семеен настан, но сепак сакаа да одат на Мет Гала каде што не познаваат никого. Дејвид и Викторија биле уште поповредени бидејќи минатата недела, кога беа роденденските прослави, Бруклин и Никола си споделувале фотки од нивната хотелска соба во Лондон. Сепак и Дејвид и Викторија не го обвинувале Бруклин, туку го впириле прстот кон Никола и нејзиното лошо влијание. Никола и Дејвид ќе направат се за да си го вратат синот, но и на двајцата им е преку глава од Никола. Никола сепак наоѓа начин да почне караница, а потоа го тера Бруклин да не зборува со неговото семејство и тој не се појавува на семејните настани. По серијата настапи во регионот во петокот и саботата познатиот македонски гитарист, композитор, пејач и текстописец Владко Стефановски одржа 2 извонредни концерти во големата сала на Македонската филхармонија. Поводот за овој настан, обоен со многу емоции, за кој уште долго ќе се зборува, е 50 години плодна музичка кариера на легендарниот музичар. Се разбира, Владко не прошета низ целиот негов опус од почетоците со Лепи сол до најпознатите хитови од неговата соло кариера и се разбира некои numери од музиката што тој ја напише за филм, телевизија и театар.
Концертот го организираше Music Time и менаџерот Томислав Кашлевич од Загреб, кој пред еден месец заедно со музичката уредничка на Croatia Records Клаудија Чулар на пресконференција во Скопје ги најавија овие два музички настани кои слободно можеме да кажеме ќе бидат дел од историјата на македонската популарна музика. Тогаш беше представено и неговото тројно винилно издание London Sessions, снимено во познатото музичко студио Abbey Road во Лондон, за што Стефановски изјави дека остварување на еден негов дамнешен сон. Љубителите на операта не можеа да посакаат подобар почеток на мајските оперски вечери. Светска во визуелноста и воодушевувачка во вокалните интерпретации во Националната опера и балет, премиерно беше изведена операта Риголето од Џузепе Верди, со што се отвори 53-то издание на фестивалот за оперска уметност во нашата земја. Секоја улога со внимателност и посветеност, со долг повеќе минутен аплауз и стоечки овации, воодушевувачки извици на браво, фестивалската публика ги награди солистите, особено нашата оперска певица Ана Друловски, Леон Ким и Марио Бак од Јужна Кореја, но и хорот и оркестерот на Националната опера и балет. Заслужено големи аплаузи доби и целиот креативен тим на Риголето од Италија, диригентот Джанлука Мартиненги, режисерот Пиер Франческо Маестрини и костимографката Кристина Арчети, како и сценографот Гилермо Нова од Шпанија.